Јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Потекнувам од лекарско семејство, каде љубовта кон дерматологијата, грижата за кожата со сите нејзини специфики ми беше всадена уште од мала. Оваа своја пасија успеав да ја реализирам и денес за себе можам да кажам дека сум реализирана во својата област и ја сакам мојата работа. Од тука чувствував потреба да споделам неколку совети за сите вас кои што сакаат да научат како правилно да ја негуваат својата кожа. Првиот чекор е одредувањето на типот на кожата. Не постои универзален режим или волшебно решение за сите типови на кожа, бидејќи кожата кај секого е уникатна. Често пати може да се менува од низа сезонски, хормонални и други животни фактори. Доколку не можете преку едноставно наблюдување да го одредите вашиот тип на кожа, тогаш најдобро е да го измиете своето лице, да ја отстраните целокупната нечистотија, шминка, да ја исушите вашата кожа преку утапкување и да почекате барем 1 час без да нанесувате производи за нега на кожата. Доколку влагата и маснотијата се избалансирани на вашата кожа со еднаква розеникава пребоеност, тогаш станува збор за нормален тип на кожа. На масната кожа се забележува сјајот во Т-зоната, поради зголеменото производство на себум од себацијалните жлезди, а многу веројатно е дека имате и проширени пори, понатаму метисери во вид на црни или бели точки кои представуваат отворени и затворени комедони. Добрата вест е што сепак масната кожа е помалку подложна на формирање брчки и дехидратација. Доколку вашата кожа е груба, рапава, чувствителна, со чувство на јадеж, тогаш е веројатно дека станува збор за сув тип на кожа. Комбинираниот тип на кожа е најчестиот тип. Содржи масна, сјајна кожа во Т-зоната, вклучувајќи го челото, носот и брадата, а останатите делови од лицето, поточно образите, се суви. Во комбинираната кожа можеме да ги вброиме и проширените пори, појавата на метисери и склоноста кон акне. Се надевам дека сега е појасно, прво го одредувате типот на вашата кожа, а потоа и ги набавувате производите за нега на истата.